Сега следува оној по-релаксиран дел во Студио 1, односно шоубиз. Во шоубиз, наместо актери, пеачки, пеачи и актери, имаме една нова генерација јутјубери, затоа повеќе од мојата колешка Нина Славковска. Нина, здраво, представи ги твоите гости. Здрави до тебе, колега Чаловски. Денеска во моето студио 1 на 1 ТВ имаме навистина интересни гости. Станува збор за јутјуберите Джипи и Стефонатор. Не те погрешав овој пат. Стефонатор знае да те погрешат. Добре ни дојдовте. Добро ве најдовме. Како се чувствувате вака? Дали еве првично од настанот кој што се случи на 12 мај, веќе помина 10 дена заклучно со денешниот, дали се уште постојат и импресии од самиот настан? Да, мислам дека се уште има и коментари од страна за настанот, ама и ние меѓу себе си коментираме за тоа што се случи и едноставно не може да си поверуваме дека ни се оствари еден таков сон. Веќе почнуваме да стануваме свесни, зашто порано не бевме воопшто свесни што ни се случуваше, сега вака малце спласнува полека. Секогаш знаеме дека постојат и оние личности кои што знаат да кажат не знаеме што се случи, каква YouTube сцена, какво шоу, па предлагам од режија да ни пуштат малку атмосфера од настанот, бидејќи екипата на 1 ТВ беше таму, ве следеше од самиот почеток па до крајот и се надевам дека ќе можат веќе конечно да знаат за што станува збор. Сега да видам. 1, 2, 3, 4, 5. Токму така ова беше настанот на 12 мај, првото YouTube шоу во Борис Трајковски од ваков карактер, какво лудило и колку само обожаватели имате вие, ние тоа го видовме како екипа на самиот момент таму. Дали ете се уште се одржуваат тие работи, како сега се реакциите? Па да, претежно многу личности што не ни очекувавме дека ќе бидат таму, дури од странство некои дојдоа да не поддржат и навистина не беше мило што тоа се случи и навистина коментарите беа премногу добри за нас. Се променија ли некои работи од тој момент, бидејќи таков настан, знам во претходни интервју кажувавте дека само нека помене овој настан, па потоа ќе договараме наредни проекти натаму. Што се случи? Сега сменато не е само тоа што имаме еден сон повеќе остварено. И сега само продолжуваме со наредните цели. Да, за сега нема некои промени, но очекуваме да има, можеби во блиска иднина. Сега морам да кажам дека меѓу таа публика се наоѓа и многу обожавателки. Па тука доаѓа и последователно прашањето дали кај вас се раѓаше некој чувство, сега имаме и обожавателки, па какво е чувството, па дали тука влие нешто на љубовниот живот? Не влие толкова за обожавателките, еден огромен поздрав и до нив и како и до обожавателите, ама еднакво ги сакаме и тие, така што ги цениме еднакво, нема некои промени. Стефонатор, дали некоја обожавателка би можела да биде твоја девојка? Дали можеме нешто такво да очекуваме? Не знам, ова е многу дискутабилно прашање, нема врска дали е обожавателка или не, ако ми се допаѓа како карактер, како се, тогаш не е воопшто важно дали ме следи или не. Најважно е дека вие како карактер не се менувате. Да. Иако се случуваат вакви промени и за прв пат нели во Македонија вакво поинакво шоу, вие останувате исти, не се менувате. Обично знаат луѓето да го сменат своето излегување. Искрено мислам дека можам да кажам и за нас двајцата единствената работа што можеби е променета и тоа е за добро е само довербата. Нека и нас двајца, кај сите јутубери што почнавме и навистина ми е драго што оваа платформа ни овозможи и мене и на другиве да така да можеби да имаме повеќе само доверба. И повеќе искуство само. И искуство, да. Така. Стефонатор, втора година на факултет.
Меѓутоа GP матурант. Матурант. И не така. само ти, и Винкот ми рековте. Да. Како помина целата прослава околу таа матурска вечер? Супер, навистина вечер за памтење. Конечно ни пораснавте. Да. И навистина ќе ми фали средното училиште Корчаген. Имав одлични 4 години кај таму и чекам се уште да поменат матурските испити. За нив се спремам. Еве, кога веќе одбележуваме матурски вечери, таков нели значаен момент во вашите животи, дали се гледате оваа професија да ви биде како официјална работа и за 10 години од сега? Па Сте моментално размислувале? мислам дека се уште вака малце кливаме со главите, ама како што оди цело време нагорна линија, мислам дека возможно дека може да се случи. Да, се додека расте и така како може да биде. Верувам дека и по овој настан вие ќе очекувате некои промени во однос на тоа колку ги вреднуваат јутјуберите кај нас, па нели некакви соработки на поинакво поле. Да, мислам дека со настанот, како и со тоа што слушам повеќе родители, децата, внуците, Так. гледаат, мислам дека сега и постарата генерација почна да разбира за нас и се надам дека не гледаат ко лоша страна, ко премногу да одзивам внимание на деца. Так, она што е интересно кај тебе, GP, е дека пред неколку дена на својот YouTube канал објави една голема благодарност до сите твои фанови, обожаватели за поддршката која што неизмерно ти ја даваат. Станува збор за првото твојата прва песна, која што има и видеозапис, конечно достигна 1 милион прегледи на YouTube. Да, Нешто што, еве ќе искористам прилика, можеби нашите музичари немаат толку прегледи на YouTube. Па добро, зависи кој имаат и со повеќе милионски музичари, може и некои немаат, но навистина за мене лично тоа е преголема бројка и уште не ми се верува дека стоат 7 цифри под мој видео. Дали тоа значи дека сега ти конечно ќе влезеш во тој музички свет, ќе правиш музичка кариера дополнително на сето ова? Најверојатно не, ама можеби малку ќе допрам до тој свет, ама не многу. Во однос спротивно од тебе е Стефонатор во рубриката 90 секунди. Тука можам да кажам дека едно од најгледаните твои видеа на YouTube е со Лила Стојановска. Да. Какво е чувството да имаш можност да направиш нешто вакво поинакво на YouTube? Не знам, мене ми е многу нереално затоа што кога го почнав како проект немав ни намера воопшто да го правам со славни личности, го почнав со нив што ги познавам, ама после ми дојде како идеја и реков ајде да пробам. И сега уште не ми се верува дека соработувам со луѓето што цел животот како мал сум ги гледал на телевизија, Так. а сега соработам со нив и снимам, така да се ми е нереално. А после, односно по Лила Стојановска е GP со најгледано видео. Како сега цела оваа борба? GP. Ја бев меѓу први, не ти бев прв, така? Втор, мислам дека. Ја бев меѓу првите што беа на 90 Мислам дека имаме секунди. листата, да? Да, и као првиот пат кога ме седнавте, не ми кажавте он што не е. знаеше што И ќе правиме затоа тој ден. мислам дека уште држам Еден рекорд. меѓу првите, так, чина. Да, држам рекорд за неодговорени прашања на 90 секунди Да, од да, паниката да. бидејќи не знаев што се случува. Знаете колку прашања се? И јас знам колку има одговорено, мислам дека 28. 28. Ако не се лажам, ама мислам дека тоа. Добро, кој беше најтежок за договарање во однос на таа рубрика 90 секунди? Па, мислам дека како потешки можам да ги издвојам само Лила и Кили, ама исто така и двајцата се предизвики и со двајцата уживав да работам, така да... Штом веќе ја споменавме рубриката 90 секунди, јас за вас двајци имам еден прекрасен предизвик, конечно нешто во стилот на твојата рубрика 90 секунди, меѓутоа, оделно ќе знаат и нашите гледачи, претходно можеш и да им објасниш на оние кои што можеби не знаат за таа рубрика, за што станува збор, па дополнително јас на тоа ќе се надоврзам. Да, 90 секунди се видеа кои траат 90 секунди. Така. Личноста која седнува, обично ги ја прашуваме прашања што претходно ги нема одговарано ни својата кариера и што се интересни и забавни за сите. Така, нешто слично во тој стил правиме индивидуално и за GP и за Стефонатор, па предлагам прво да одиме со краток джингл и се враќаме во студио 1 да почнеме со Стефонатор. Токму така, можеме и веднаш да стартуваме, ова се 90 секунди Стефонатор за тебе. Леле, Омилен лик што бил дел од 90 секунди. Лила. Тело или памет? Памет.
Најтежок лик за 90 секунди? Кили. Омилено гостување во емисија? 1 ТВ. Битбокс или Ајнштајн? Двајцата. Представник за Евровизија за 2019 Миле Кузмановски или Слаткар? Слаткар. Можеш ли да намигнеш и со двете очи? Одвоено. Одвоено? Не можам со десното. Јајца на око или кајгана? Кајгана. 10 плюс 5 минус 9. 15 минус 9, 4, ваljda? Не, 6. Што е джипи во хороскоп? Ау! Девица е со мене? Или вага си? Вага си. Ова не е. Ајде. Вага. А знам дека септември сме. Која македонска славна личност би ја истетовирал на себе? Лила. Зошто само Лила? Нема шанси. Зошто само Лила? Лила институција. Дали би снимил дует со джипи? Да. Реал Мадрид или Јувентус? Челси. Омилено јадење на джипи? Тука не ти помагам. Не знам, пица. Пица? Па ти го одговорив од 90. Неостварена желба за лик во 90 секунди? Ау, имам многу. Не можам еден да издвојам. Од што имаш фобија? Од височина. Пифтија или шкембе чорба? Шкембе чорба. Кој ти е најголем критичар? Сам на себе. На што најчесто плачеш? Толку. Ете, слободно можеме да кажеме еден голем аплауз за Стефанатор, а веднаш по краткиот џингал одиме следно со джипи. Джипи, која веќе можеш да кренеш? Левата. Само лево. Само лева. Представник за Евровизија за 2019 Сузана Гавазова или Тајзи? Тајзи. Умилено јадење на Стефанатор? Полните пиперки. Барселона или Манчестер Юнајтед? Барселона. Од што имаш фобија? Од осаменост. Љубов или кариера? Кариера. Андреј прави влогови или Винкот? И двајцата. 20 минус 13 плюс 15. 22. Точно. Кој ти е најголем критичар? Самиот себе и самиот себе. Што е Стефанатор во хороскоп? Па само што кажа девица, дека си така. Лигни или сарма? Сарма. Дали купуваш прегледи на YouTube? Не. Омилен мотивацијски говорник? Стефанатор. Туршија или компот? Компот. Најголема глупост што е направил Стефанатор? Со блузата што облечен на 9 секунди на YouTube, каде што. Прв бакнеш? Пред 3-4 години, така нешто. Кисела вода или боза? Кисела вода. Дует со Тони Зен? Може. Што може да ти изнервира? Напнатост од време, ако не стигам. Травма од детство? Паѓање од точак. На моје место со кого ми направил интервју? Со Стефанатор, бидејќи никош не направи. Точно 90 секунди. Точно. Јас навистина би сакала со оваа рубрика, верувам дека ви се допадна, бевте навистина интересни, покрај тоа што сте интересни на вашите YouTube канали. Може некој од прашањата. Ти се допадна, ете, можеме да си предложиме по патем што и капата ти пишува Кинг. Со ова навистина сакам да ви се заблагодарам, да го заокружам вашето гостување денеска. Благодариме на поканата. И се надевам дека повторно ќе направиме едно убаво шоу и навистина ќе заживее македонската сцена во однос на јутуберите. Се надеваме и ние. Така. Ова беше се за денеска во делот на шоу бизнис и секако останувате на ова фреквенција со програмата на 1 ТВ, бидејќи следуваат навистина интересни содржини. Од мене поздрав!